Почитувани гледачи, добро вечер и денеска со вас, вашиот домаќин и водител Боби Серафимовски. Што да кажам, се чувствувам прекрасно во овој амбиент, во центарот на градот, ланч, бар, Франш, пријатна вечера, убава закуска, изворедна пица, една мала реклама за нашите домаќини и навистина ми е драго што денеска имам еден специјален гост, посебно мој драг пријател кој што е миленик на многу гледачи во Македонија и што ми е посебно драго е миленик на моите најблиски, на моите дечиња. Познатиот наш актер од народните македонски приказни, човекот кој што е познат во Македонија со своите роли во Кумановскиот театар. Мојот, како што реков, пријател и вечерашен наш гостин, Владо Дојчиновски. Добро вечер и посебно благодарно што одвои време да бидеш вечерашен наш гост во Серафимовски шоу. Добро вечер. Добро вечер овде кај нас. Добро вечер на сите што не гледаат и мило ми е што сум гостин сега на оваа телевизија, прв пат сум гостин. Катри телевизија, Катри, така. Серафимовски шоу, кој што представува познати личности. Така, за прв пат сум гостин, значи и во ова шоу, во оваа емисија и во телевизијата и затоа ми е мило. Се договоривме, значи денеска имавме представа во театарот во Куманово тука, во Кумановскиот театар. Една убава детска представа Пинокио, после представата си останав. Јас поминав еден многу убав ден тука со пријателите мои во Куманово. Се видов со повеќе пријатели кои што може требаше и подолго време и уште од подамна да се видам. И вечерва си останавме за една да продолжиме уште една убава вечер во оваа емисија, така? Па сега за почеток на емисијава едно на здравје да направиме да ни трни муабетот. Исто како во народните приказки. Баш така. Владо, ти си дел од нашиот Кумановски театар. Веќе го познаваш нашиот кумановски менталитет и си прифатен од Кумановци како наш човек, кумановец. Многу убаво. Ајде малку да за твоите импресии од Куманово, од нашите кумановци, како си примен, како ги чувствуваш, како ги доживуваш нашите кумановски традиции и она што значи кумановско, пележие. Се обидувам се уште да го фатам кумановскиот дијалект, кумановскиот говор, малку тешко ми оди, значи. Некојаш јас сум охриѓанец, точно така. Ми требаше некое време бидејќи јас сум охриѓанец, кој што значи види сега Боби, охриѓанец. Завршив драмски факултет во Софија. Така. Живеам во Скопје. Работам во Кумановскиот театар. Имам невеста од Битола. Ти си човек. Одам по риба во Дојран, во Преспа, во Струга, кај не. Ти си човек кој што има комуникација. Измешани сите работи и сега малку ми е тешко секој дијалект да го фатам наеднаш. Значи треба Мора. Јас сега тоа правевме муабети во театар дека кога тоаш мора тука да се спрема Ленче Кумановче, а ако се спрема Ленче Кумановче ја ќе морам да зборувам на кумановски, така иначе нема смисла да се направи таа представа поинаку. Ти си дека наш кумановец тука. Точно така. А што се однесува за градот, за луѓето, ми се допаѓа, значи, публиката таа што доаѓа во театар исто ми се допаѓа, значи, има убава публика кога доаѓа да препозна добра представа. Точно така, точно. Еве на пример последната представа, така, Идиотика, што музиката ја правеше ти за представата. Одлична. Еве може да се каже, значи, убава представа знаат да препознаат кумановци. Кумановци се шегови, така? Точно така, па и затоа неверојатно сакаат такво нешто. И такво нешто да гледаат. Еве сега за представата, ја знам Идиоти, најновата представа, убава комедија, веќе картите се однапред продадени не за една, туку и за две представи. Што значи знаат да препознаат и да го сакаат нештото, а тоа и ние нас мило, така, кога знаат, кога го играме тоа за публиката, која и се допаѓа тоа. Понатаму што да кажам, со колегите имаме многу убав муабет. Многу е важно, позитивна енергија, значи Владе,
Знаеме така, после представа си направиме убаво гезме, последно направивме исто сега на последната представа од Идиоти си застанавме, направивме едно баш мекамлиско, мераклиско, како што вика. Сите проби, напорни кои ги имавте, Точно сите така, припреми, точно сите така. стресни моменти, ситуации. Да си кажам Доуша, право за оваа представа што ја правевме Идиоти, чудно помина во една многу позитивна атмосфера, опуштена атмосфера, иако беше краток периодот за да се подготви представата, помина во една опуштена атмосфера, со зезање, со мајтапи што се викаме и у нас. Не се почувствува периодот кога се подготви представата, излезе убава представа. Јас не почувствував во ниту еден момент што се вели напор за спремање ова или стрес. Дали ќе излезе убава представа, дали ќе стасаме, дали ќе стигнеме да ја подготвиме представата. Немаше таков момент, а излезе убава, вистина убава и квалитетна представа, што публиката кажавме ја сака. Ја препозна. Точно така. Сакам да кажам на нашите гледачи, меѓутоа тие го знаат фактот дека важи за еден од најпознатите и најпопуларните глумци во Македонија, пред се благодарение на приказните, народните приказни кои ги правите. Наистина тие твои роли се изворедни со твојот колега Никола Тодоровски. Исто го поздравуваме, можеби ќе има прилика да не гледа. Во овие ваши кулуари кружи моабетот дека на некој начин си човекот кој го наследи Ѓорѓе Колозов и кој што го после таков лик, стори лик во народните приказни кој е омилен на публиката, што на мене би ми многу значило. Фала Богу, добро, тоа е многу голем комплимент, така, ама и голема одговорност. Голема одговорност. Сега нашата цел кога ги продолживме приказните беше да ги задржиме приказните такви какви што ги измисли Колозов, значи да не се бега настрана од тој концепт, од таа форма, значи да не се прави нешто друго. Значи затоа што публиката ги засака приказните такви какви што македонско традиционално. Точно така. Такви какви што ги направи Колозов, такви и ги засака публиката. Значи тоа е начинот како се прави една приказна. Значи сега да не коментирам, се проба и разни обиди да се направат и други приказни, едни и други. Немаат толкав успех. Зошто? Затоа што тоа е начинот, значи што се вика, има една народна поговорка, вика не можеш на магарето да му стави самар поголем од тој што може да го носи. Така. Се сложувам со тоа. И тоа беше, значи, приказната е да биде едноставна, така, лесна приемлива за народот, да има поука, да биде народна, затоа што е создадена од народот и треба на таков начин да се игра и да е блиска до народот која ја гледа. И што е многу важно, а сепак ја има основната филозофија, кажува многу. Остава порака, значи главната филозофија која е? Во филозофијата главното се две страни, доброто и лошото. Што приказната на едноставен начин го разделува и го разграничува и кажува ова е добро, треба вака да се прави, ова е лошо и не треба. А кажано на едноставен и прост начин, достапно за секого. Сега едноставноста и гениалноста според тебе? Па и така мислам. Така во спонтанноста и едноставноста сето тоа. Сега на пример ќе кажам Колозов имаше еден начин на игра, еден многу топол пристап, значи кон приказната, се едно што и да игра. Колку е важно камерата да те сака во тие моменти? Има еден израз, ме сака камерата. Тоа не знам, тоа нека кажат камерманите. Има разлика. Да, има разлика. Некого сака, некого не сака. Сега не знам не можам точно да откријам што е тоа. Инаку сакав тоа баш да кажам, Колозов имаше ликови кај што игра премногу добар човек, така. Имаше ликови кај што игра лош човек, таму лош чорбаџија, ѓавол, не знам што. Меѓутоа, сето и кога ги играше најлошите ликови, тој играше со една топлина. Значи го играше сето во една блага форма, значи да не доживее стресот кога ќе го гледа детето тоа нешто така, туку да го прифати и да го сака и таков како што е. Така, разбирам. Сега тоа беше целта и
нашиот начин на работа, значи јас тоа што го правев, гледав да е блиско на тоа. Затоа што нема што да се измислува ново тука. Тоа е, значи, ако сакаме да бидат успешни и понатаму приказните, треба да се придржуваме кон тоа нешто веќе што е направено. Кога веќе правиме муабе за приказниве, сценарието, приказките, Шенка ги подготвува, имате човек кој работи со вас? Да, сценаријата се на Шенка. Шенка Колозова се нејзини сценарија во главно. Некој се обидел да направи сценарио да... Да, имам некои сценарија што се и повеќе сценарија имам, меѓутоа сепак морам да кажам тие се прочешлани, не се оставени само такви како што сум ги напишал, затоа што Шенка ги има почнато сценаријата да ги пишува за приказните уште од првата приказна што се вели, па сега до последната има напишано преку 400 и нешто сценарија. И тие што ги имам напишано јас мора да поминат пак низ незе, затоа што да се познава дека е сепак е едно нешто што не треба да се разликува. Приказните да видат, пак ќе кажам, такви какви што во тој контекст, да. Стилски комплетно да биде... Да, точно така. Точно така. Сега се обидов јас направив, успев од новите приказни, тоа ми е најново што цела екипа се согласи што ги работиме, има едно, да, усори не едно, туку 45 приказни се точно што ги имам изрежирано, може да се каже. Под моја режија што се. Тоа ми е најново само. Како е чувството кога се режира? За разлика од онаа кога се глуми? Многу потешко е. Потешко со актерите? Многу потешко затоа што пази, мене ми беше потешко затоа што требаш и глумам во приказните и режимар и треба да си го направам ликот таму и плюс да гледам одстрана како оди сето тоа и сепак имаш одговорност. Од локација да е точна, од сценографија контролираш да е точно, сепак мора од костим да е точен, камерата најмногу значи. Посебна приказна, мизансценски да се точно направени, глумачки да е точно да изгледа, да е раскадрирано, средено, значи да има едно темпо што треба да го има приказната. Додека кога играш, само, например, е многу порелаксирано, одам таму, спремно ми е се, не мислиш на ништо и играш едноставно. Ама од друга страна, па тоа што си го направив искрено, што си ги изрежирав тие, па што излегува убави, па тоа ти е плюс додатно задоволство. Што нема цена. Да, баш така. Јас сега предлагам да наздравиме повторно. Ај на здравје. Ние сме дека во ланч барот Франаш во центарот на градот, навистина одлична атмосфера, одлична храна, супер се чувствуваме. Да не забораваме да кажеме дека наш генерален спонзор е музичко-едукативен центар Студио Серафимовски, кој денеска започна со работата. Имаме многу ученици кои што ќе изучуваат музика, ги поздравуваме и нив. А ние одиме со еден инсерт од една приказна каде што ти си главен актер, а потоа повторно се враќаме во оваа атмосфера да го продолжиме нашиот разговор. Комширке, дојди малку. Слушам и гледам нешто, не ви оди многу муабетот со попот. Ќути комшија, не брашувај. Ич не ми е до муабет. Туку ај, друг пат ќе ти кажам. Харна? Што катил ке беше ова попот? Како ја зеде од пред 5 години, од дома не ја пушти. Барем да си имаше едно детенце. Ти имаше зошто да живее вака. Млада, убава, стројна. Ај, белким ке даде Господ.
Комшија, ова не се издржува. Попот Робенка ме направи. Дај некој совет Балкан куртулки има. Уште си млада и убава, Мори Попадио. Уште има живот во тебе што се вели. Слушај, јас цело време нешто си мислам. Што? Како ние двајцата да го насамариме Попот? Кажи да како. Слушај сега. О, дедо Попе, како нарачан ми идеш. Ајде ти се многу години. Абе, што ти стана ти толку чест да ми правиш рака да ми бацуваш, а? Дедо Попе, јас решив да се женам. И сега сакам ти како поп да ме венчаш за наарно да ми трни, дедо Попе. Ми шом си решил, така нека биде. Само кажи ми која ќе биде венчавката. Види, дедо Попе, ти знаеш, јас многу род немам. И затоа не сакам сега венчавката в црква да ја правам. Туку, ако може, ти да дојдеш и кај мене дома да ме венчаш, кај мене дома благослов да ми дадеш. А сетне, ќе седнеме, ќе каснеме, ќе се поднапиеме, јас, ти, невестата, за ни трне на убаво работата. Добро бе, шом си решил, така нека биде. Ќе дојдеме. Ќе дојдам до вечер, ќе каснеме, ќе пивнеме, ќе завршиме работата. Комшија ти кажа, многу ми е мерак вака на душева дека ќе се жениш. Па си велам да дојдем ние заедно со Попот да помогнеме околу венчавката што треба, како требаше. Мог бе. Кај се видело клисер на венчавка да оди. Остај го, бе, дедо Попе, остај го. Нека дојде и тој, нека касне, нека се напие. Ете, комшијата вели... Абе, мог ти реков? Ајде ти пред мене таму в црква свеки да правиш. Ајде, тргај. Тргам. Тргај пред мене. Тргам. Ајде со здравје, дедо Попе. Со здравје. И Ајде. те чекам до вечер. Како што рековме. Ајде. Поштовани гледачи, ние повторно се враќаме во Франш. По овие навистина прекрасни инсерти од народните приказни, кои што главен актер е нашиот денешен гостин, вашиот денешен гостин, Владо Дичиновски. Тоа, мислам, се гледа дека е со душа, со емоции, со срце глумено. Се што е искрено. Тоа е многу важно. Тоа е многу важно. Јас пак ќе кажам, ние и кога самиот почеток кога почнавме да ги снимаме приказните, ни беше ќеф што почнавме да ги снимаме приказните, а тој ќеф и мерак што се вика уште не држи и се уште, значи кога ја правиме една приказна, мислам дека даваме што е можно повеќе од себе во моментот. Ја правиме со душа, ја правиме со ќеф, затоа што сакаме да изгледа убаво. Значи има многу пати надвор од сценариото тоа што е пишувано. Дошто и повеќето приказни се така, некој да зема да ги чита сценаријата како се пишувани, некојаш и да гледа што сме кажале ние и што сме направиле, ќе види дека е скроз различно нештото, затоа што во моментот, значи, и тоа го правиме на еден пак нема како да го наречам поинаку ќеф е тоа. Ќеф е. Ај сега чекај. Ај сега вака ќе направиме. Јас ќе ти кажам вака, значи, ај ти не. Дај, одреагирајте така, а јас ќе направам вака. Тоа, така. Ај сега па да пробаме и ја правиме сцената да е многу спонтана, едноставна, а да е приемчива, интересна за гледање. Сепак тоа е, значи, мора да се каже дека го правиме вистина со голем ќеф. Добро, ајде да направиме една споредба пред камерата, значи како филм и она што значи на жива сцена, на театарот, во театарот. Споредба има огромна. Да, голема споредба има сега. Нашите гледачи не знаат што значи тоа, каква одговорност е кога се, значи пред камерата можеме и да вратиме нешто. И едното и другото има тешкотија, значи едното и другото не е лесно. Добро. Да речеме, лесно е во театар, ја почнуваш од представата од почеток и ја тераш до крај. Имаш еден континуитет, така? Од кај си почнал и до кај си стасал со ликот, сепак има нешто што му се случува. Убаво е на сцена, значи,
чувството на сцена за тоа што ја чувствуваш енергијата на публиката. И тоа ти додава посебна енергија и кога играш. Точно така. Реакцијата на И публиката. тоа е ово. Сега тоа на филмот го нема, да речеме. Или кај телевизијата, тоа го нема. Кај телевизијата е, да речеме, потешко што, како што кажа, например, во театар, значи не можеш да сгрешиш. Тоа е момент кај што веќе поминал и го видела публиката. Во филмот вистина можеш да сгрешиш и тоа да се врати уште еднашка, меѓутоа има друга работа. Во филмот сега се снима, да речеме, прво 5-та сцена, па после се снима прва сцена, па се снима 10-та сцена. Значи нема редослед. Што е поред? Нема редослед, кај што ти ликот ќе го правиш така постепено ќе ти доаѓа, нели, чувството, енергијата, емоцијата, се, така. Почнуваш, да речеме, од почеток кај што си со помала или на средина кај што ти е на врв енергијата, така, па после треба да снимаш друга сцена кај што треба да почнеш се од почеток, па после додиш на крајната сцена кај што имаш веќе друга емоција кај што исто прераснала во нешто друго. За разлика од театарот што си има еден континуитет. Тоа како професионалец не е проблем за тебе. Сега веќе не ми е проблем. Може би на почетокот било поразлично додека се вклопиш во работата. Можеш Да. да тагуваш, Точно. можеш да бидеш весел. Сега, значи, точната емоција можеш да ја погодиш и точното дејство на точно време. Тоа е неверојатно потешкото, макар што сега, барем во тоа што го работиме, ни представува задоволство и тоа ни е интересно. Па, фала на Бога, тоа и ни е професијата, така. И интересно ни е и убаво ни е чувството кога ќе успееш тоа нешто да го доловиш и да го направиш така како што треба во точниот момент. Би сакал да те прашам колку харизмата е битен момент за еден актер? Многу е битен. Според мене е многу битен. Сега не можам да Што кажам... значи харизма? Дали можеме една дефиниција да направиме за тоа? Харизма кај еден актер? Дефиниција како дефиниција сега, харизма е. Понатамо, меѓутоа, најверојатно харизмата е нешто да мора да има. Едни актери, ете да речеме, например, ќе направам споредба, има актери кои што може да се отепаат од играње, да направат не знам што, колку да се добри, не знам, феноменални да се. Меѓутоа, кај публиката тоа да не остане ништо. И утре ден да пројдат ете така, да останат непрепознатливи и така натаму. А има, за разлика од тоа има актери кои што, да речеме, можеби 2 пати ќе излезат, ќе се појави, можеби не направил ништо. Кој знае што, така? Меѓутоа, публиката го сака и го забележува. Така што, значи, дефинитивно... Покрај тоа што знаеме дека си врвен актер, врвен глумец, човек професионалец кој што навистина со своите роли остава вистински печаток и траги во она што наша македонска, се надам и надвор Македонија. Колку ти веруваш во твојата харизма и мислиш дека си харизматичен со она што си го направил до сега? Може би нема да е скромно ова што ќе го кажам, ама мислам дека сум. Така. Еве сега јас ќе кажам друг пример што пред некој ден гледав интервју на Шенка. Исто имаше 13 години беа сега скоро од смртта на Ѓорѓе Колозов. Имаше интервју на една телевизија кој како би го наследил исто Ѓорѓе Колозов и така натаму, што ми остави голема чест, особено тоа што го кажа Шенка. Така, и спомна, например, за мене, вика, Владо, вика, кога се појави, значи се појави само во неколку приказни, а публиката одма го засака. И стана препознатлив кај публиката. За разлика што некои, да речеме, ете си играле веќе во 300 приказни, па не се случило тоа се уште. Значи, сепак ќе кажам, не беше воопшто скромно ова што кажа, па Јас сум сега. приметил дека многу од твоите колеги, откако постојат приказните, се во споредни улоги. Добро, сега Има и тоа, нели? има и тоа, сега не можам да кажам зошто и како, ама има, очигледно има нешто зошто. Една од причините. Најверојатно. Затоа што ја па кога почнав со приказните првите што ги снимав, па мене ми беа во главно сите споредни улоги, па после излезе наеднаш
после 10-та, не беше ни 10-та приказна, помината кај што почнав веќе да играм главните Али улоги. може да си направиме едно да здравје. Ај на здравје, многу е убаво. Убаво се чувствуваме, супер ни е разговорот, си тече разговорот одлично. А и звукот е убав. Вика, зошто било ова на здравје? Затоа што кога пиеш, вика, се сите сетила задоволени. Значи со тоа што пиеш, се задоволува сетилото за така вкусот. Понатаму кога можеш да го помирисеш, Сетилото за мирис. а нема како да го тогаш- слухот. Заради тоа Ајде е уште една. е Да ова. го задоволиме слухот. Точно така. Почитувани гледачи, ние продолжуваме со нашиот разговор. Владо, наистина супер се чувствувам вака, супер говорни си, одлична атмосфера правиме. Исто вели како да си- сме во театар. Си правиме муабет. Домаќински муабет. Дали како актер, бидејќи во Македонија веќе си на врв? Дали На врвот. Дали- Сега има Добро. уште многу, значи до тоа да се стигне на врвот. Сега е она не треба да биде скромен? Разговараме сега. не правам муабет Тоа е веќе за моето скромност. мислење, така. Добро. Дали имаш понуда од странски продукции за роли во филмови? Продукции пред се од, да кажеме, од Балканот, па можеби и надвор од Балканот, затоа што е, да кажеме, еден Раде Шербеджиев направи светска кариера. Да. И кои се условите, Би ми било мило. кои се околностите за да се случи таква работа? Не знам се уште кои се околностите искрено. Инаку Тука е нашиот Тони Михайловски што кој направи исто. би ми било мило да се професионална сега кариера. можам да кажам само би ми било мило да се случи такво Сашко нешто. Коцев исто да го споменеме, тоа се наши комановци и актери кои Да, се да, исто, да, да. Истина. Би ми било мило, значи, ако се случи такво нешто, за сега такво нешто се уште нема. Се уште си сум тука и еве летоска може да кажам за прв пат снимав еден филм за наша Да им продукција. кажеме на нашите гледачи, што филм, како филм. Филмот Можеме се да го вика очекуваме? Making Of. Така. Добро. Е група на млади луѓе кои што сакаат да направат филм, ама немаат пари за филмот. Една убава црна комедија. Така, која што играм еден од главните ликови во филмот, многу поразличен од тоа до сега што ми имаат гледано. Современ лик, сега ајде да не зборувам многу за тоа, нека излезе прво филмот, нека се види, па после нека коментира публиката како тоа изгледало и колку ми стои да играм такво нешто. Сега мило ми беше кога сме кај странски продукции таква работа. Лани за прв пат синхронизирав една од овие турските серии што се сега. Синхронизирав еден многу интересен лик. Хасан во Румелија, луѓето тоа, мислам, Ептен ме препозна и од таму луѓето и го знаат веќе тоа ете. И сега мило ми беше, не знам сега што ќе се случи понатаму, меѓутоа едно преубаво чувство добив кога глумецот кој што го синхронизирав јас, кога бил тука во Македонија, бидејќи серијата се снимаше тука, нели цела комплет во Македонија, кај нас. Ги гледаме серијата. Да. И кога ме слушнал како сум го синхронизирал ликот, страшно многу му се допаднала му се допаднало тоа. И имаше еден пуштено специјален поздрав до мене со тоа што кажал дека наскоро доаѓа тука во Македонија и сака да се запознае со мене. И сега се свилам, белким ќе се отвори некоја порта и се натака. Животните патишта се чуди. Точно така. И сега ќе видиме што ќе биде. Кажи ми колку е тешко да се биде актер и да се живее од актерство во Македонија општо. Да е тешко. Јас искрено не осеќам некоја тежина многу голема, затоа што прво го работам тоа што го сакам. Фала му на Бога не станав економист, како што сакаа моите. Така да сега како актер ми е многу убаво, го работам тоа што го сакам, секој ден после се што ми е сработено, си одам дома исполнет, многу пати нормално со голем замор, затоа што во денот знам да работам повеќе работи, да речеме денеска сум на снимање, после снимање проба, после проба представа.
Значи од саба до вечер. Меѓутоа кога ќе се вратам дома, се враќам со едно многу убаво чувство. Тоа се вика еден пријатен замор кој што на пример кога сум слободен, не, доаѓа денови кај што си слободен недела дена, не знам, ми фали тој пријатен замор, значи едноставно не знам што да правам со мене. Е така. Имаш слободно време. Кога работиш, кога не работиш, тогаш баш така, значи. Така да, а инаку како се живее како актер денеска во Македонија, јас мислам па дека не може многу да се пожалиме искрено во овој период. Во последно време, пред години вистина, како што кажуваат нашите стари колеги, било навистина тешко да се биде актер со тие примања што ги имале да се опстани, а сега реално можам да кажам дека имаме неудоволен пристоен живот. За тоа како многу пати не прашуваат така како ве плаќаат, како живеете. Сега мислам дека е сосема пристојно тоа. Супер. Да. Јас предлагам сега да одиме со уште еден инсерт од народните приказни. Ќе се изнагледаме приказни. Еден инсерт. Приказна. А повторно ќе се вратиме на нашиот разговор, што не кажа. Ај, добар ден. Добар. Знаев дека сте вие тука, дека нема сам да пијам кафе денес. Ај, седи. Седи, Неделко, седни, ајде. Абе, оти го седнуваш наќош, бе, нема да се оштени детето. Не. Ќе се оженам, ај, не вери ти гајле за тоа. Седи ти со нас, ја малку ние сме за тебе стари. Возрастни мислам, ама пак и на нас не е убаво, кога седиме со млади не подмладуваат. Добро, па вие сте постари, јас сум помлад, ама затоа јас од вас земам ум. Утро што се види, така? Најде од кого, да. Абе, гледаме овој почна мудроста, низу шивака ти течи. Чекај да присоберам толку колку што треба, па и тоа ќе биде. Доста ломоти ме, ајде да пиеме, ајде да здраве. Се шо? Абе, за Неделко чаша нема, бе. Наđike! Чичко целе? Трета. бе. Чичко целе? Испив 2-3. Собрав храброст, сакам нешто да те прашам. Абе, шо те, бе, Неделко, не сум јас толку страшен, да треба 3 раки да испиш да ме прашаш нешто. Прашај. Чичко целе, сакам да те прашам. Прашај. Сакаш ли да ти станам зет? Абе, накрај памет не видеше оти вакво нешто, ќе ме прашаш. Отиде, шо ми фали, но толку не ме бендисуваш. Абе, те бендисувам, јас те бендисувам, мислам, ама сега, како да ти кажам, не е само јас да те бендисувам за да ти станам дедо, треба и ти да ме бендисуваш мене, така? Ама, види, тоа е, треба и, мислам, оти дома, дали ќе те бендисуваат, ама... Ма, кажи дека ти е страх, бе. Се плашиш да не те кълне после. Оти каква е ќерка му? Ајде, што ти стана денеска тебе? Абе му се втири на човекот. Ти ме шупа цело време, шо се кажеш, па? Чекајте бе, чекајте, ќерка му. Каква е, таква е. Ај остајте ја ќерка му. Јас, Чичко целе, знам и немам од како да го дотерам. Аха. Госте го нека зборува. Нека зборува. Што? Зборува. А, вие мислите оти, вие ако молчите, јас знам оти ми ги знаете вие мене маките. И ако молчите нема да ми биде полесно. Нека зборува. Така е. Така е. Добар ден. Черка ми дојде. Татко, Кажи. станува и прибирај се дома. Јас ќе одам надвор, ќе те почекам. А ти ако не излезеш од дома, тогаш ќе ти ја викнам мајка ми. Таа, ако ви дојде овде... Што ме гледаш, брети? Хајде писи таму од ракијата. Јас надвор те чекам. Добро. Ти бе, Неделко,
Доколку сакаш уште да ми бидеш зет? Сак. И ќе ти бида. А на тие двете ќе им го дотераме умот. Почитувани гледачи, тука сме со вас се уште, останете со програмата на К3 телевизија. Вашиот домаќин Боби Серафимовски со вас. Поздрав до нашиот генерален спонзор, музичко-едукативен центар Студио Серафимовски, кој што денеска започна со работа и посегуваме многу успех понатаму по изучување на сите инструменти. А ние сме со нашиот драг гостин, господинот Вечиновски, мојот пријател. Баш така. Ај на здравие еднашка. Кратко, Владо. Да, точно, Владо. На здравие. Сите се почињаме со ова на здравие. Има една група од Куманово на здравие, тамбурашка група која што е многу популарна, кај што јас членувам со нив. А јас сум на здравие. А јас сум страшно голем мераклија на таква музика. Одлично, ќе дојдеш на некој од нашите свирки и ќе слушнеш како свири. Обавезно. На здравие, Обавезно, јас значи нешто ако сакам јас кога уживам, тоа е македонска, убава македонска стара музика, значи таква староградска народна музика. Јас ме изненади дека знаеш 2000 песни македонски. Може и повеќе. Текстови со мислам тоа е на Може и повеќе. Значи македонски со тоа што види јас многу пати јас сум голем мераклија. Сакам убаво ѓезме, сакам убаво друштво, сакам да си каснам, да си мезнам вака, кога сме во друштво, да се распеам, дома си имам и тарабука да си затроп. Имам и една гитара, само не знам да свирам. Повели во музичко-едукативниот центар Студио Серафимовски. Ете, барем акордите, едно време ги научим, па после ја забатали. Одлично. И дури јас многу пати дома многу сакам да готвам. Значи, тоа сакам да те мераклија. Папушар ти. Јас со тапија. Ама најсериозно го кажувам тоа со тапија дека сум. Зошто? Пази сега. Има две врсти на мажи, папучари. Едни што признаваат, други што не признаваат. Јас признавам. Признавам. Прво, јас дури викам дека сум со тапија, со диплома папучар. Еве ќе ти кажам што е. Пази сега. Дедо ми, таткото на невестата, по професија ми е чевлар. Така да кога земав невестата мораше ми потпиши документ. Пошто чевлар. Имам и документ, значи диплома потпишена од чевлар дека сум папучар. Така. Нека ти е со среќа. Фала, нека ти се враќа. Ми се враќа. Вратено ти иде. Одлично. Инаку јас дома што се однесува, многу сакам да готвам. И невестата ми готви, не дека не ми готви сега некој да не помисли, еве, ваква таква невестата да си ја пофаламе, птен убаво ми готви, си ми прави што треба. Супер. Арно, ама јас имам мерак на готвење. И секогаш кога ќе сум јас дома, значи кога ќе ја видам во кујна, викам бегај од тука. Бегај од кујната, остај ми ја работала. И што правам? Лезецки. Додуше, ако нешто се прави за пола сат, ја ќе го правам сат и пол. Од кеф, по полека, на тенане. Уживаш. Со уживање. Прво, ќе си спремам се што ми треба овдека. Ќе си фатам даскиче, ноже, едно трамо, пајнче, чинивче, едно друго. После, ќе си земам лаптопчето. Си ставам музиче староградско во позадина да ми оди македонско. Убо. Ракијиче ќе си турам. И само си правам тек, си дровам. Си ставам. Ракијиче, цварц. Така, мезни си од тоа. Си слушаш, си подпевнувам ја во позадина. Так е до сат и пол време манџата готова. Убајна. А манџата за да биде добра треба да се прави со љубов, така ли? Па така. На тивот огињ. Ептен така. Така. Не на брзина. Лезецки, се лезецки, многу така. Твојата голема страст е риболовот. Имам информација дека секој слободно време го користиш да одиш по риби. Бога ми. Дали тоа не значи дека си од Охрид по потекло, па можеби таму? Можеби. А не знам. Генат работи Охридски. Не знам, а вистина е дека секое слободно време гледам да го искористам по риба. Значи со тоа што повеќе јас сум речен рибар.
Езерскиот ми е малку пензионерски. Седиш и чекаш, а вака цело време си активен. Па не бива, тука ќе прошеташ на друго место, ќе пуштиш цело време активен. Вака оп, гледаш, так. Има информација дека и многу средства трошиш на опрема за риболов. Па сега на нешто мора да се троши. Еве на пример некој купува алишта, некој купува едно, друго, трето, не знам што. Јас на пример, еве денеска кога станав, најдов тоа што облеков од дома, што ми беше стајано најблизу при рака, так, излегов и на пример тоа не ми е битно како би изгледал јас и тоа, ама битно ми е тоа што ми е кеф, да речеме, битно ми е кога ќе излезам во кафана, кога ќе излезам со друштво. Па тука не се штедам. Да речеме, кога ќе излезам по риба, исто не се штедам. Сакам да си направам кеф, затоа што риболовот не е само да се фати рибата, да се направи кеф. Одиме таму со друштво, например, тајфата све ние, јас, Ванчо Петрушевски, Кире Печар. Да, имам уште две другарчиња од Охрид што доаѓаат исто по риба со мене. И таму тоа не е само значи како што некој размислува, седат вака и дремат чека. Ама таму е, значи ја ако чекам доволно еднаш кога паднам в река или в езеро да се скинат сите од смеење, па после да се чудам како ќе се соблечам таму да не ме гледа никој, да си ги сушам гаките, да не стојам цело време воден, разбираш? Па после таму мезенце ќе си се направи и таму ќе си седниме, ракијче, скариче, џермар таму, винце, едно друго, зезанци и така натаму. А баш кога ќе си се вратам дома, рибата сам си ја чисти. Сам чистиш, сам се си спремаш све. А баш кога и за готвењето за риба и тоа многу ме бива исто така. Добре, се надевам ќе имаме прилика да не поканиш да пробаме. Готово. Твоја патена риба. Готово. Припремена, ти што си ја припремил. Договорено, нема проблем. Еве ветуваш пред камерите на телевизија. Значи ветувам. Само немојте сите што гледате да ми се соберите најнаш, немам толку риба уловено се уште. Радо, ние полека ќе го привршиме нашиот разговор, меѓутоа имаме уште време да си кажеме уште нешто. За твоите планови, значи знаеме дека последното што го направи со твојата екипа е представата Идиоти за комунално. Јас мислев дека ќе рече сега последното тоа што го направи се ожена, сега што понатаму. Тоа не е. Тоа веќе имаш искуство, не ќе покажа 3 години. Оженет човек, брак 3 години, папушев. Не баш во брак 3 години, 3 години не ме во брак. Исто како во брак, само не потпишан. Сега е потпишан. Папучер со тапија. Ептен со тапија. Со среќа нека ти. Добро, фала многу. Дали покрај ова што, значи, успешната представа Идиоти за која што посебно ќе бидете гости целата екипа со господинот Миро кој беше режисер на представата, твоите колеги, да ги поздравиме во оваа прилика. Да ги поздравиме, еве ги поздравуваме цела екипа од Идиоти, ве поздравуваме, значи, така. Дали дојде нешто ново? Па се спрема. Приказките, да. Приказните, дали нова представа театарска, ќе чуеме нешто на нашите гледачи? Па се спрема и нова театарска представа, значи ќе има за скоро сега, со тек на време ќе се каже и која и како, мислам дека ќе има уште една вечерна, уште една детска представа треба да има во Кумановскиот театар, понатаму друго приказните си ги продолжуваме. Треба сега една нова детска серија, сега не знам кога точно исто треба е во план да се почне со снимање, кај што исто јас ќе учествувам. Сега за сега е во главно тоа. Одлично. Дали за крајот на нашиот разговор би сакал да ги поздравиш, да им препорачаш нешто, да им порачаш на нашите гледачи? На Кумановци оваа телевизија гледаме Куманово во Кратово и Крива Паланка. Не знам дали си бил во Кратово и Крива Паланка. Затоа К3. Кратово, Крива Паланка и така и Куманово. Затоа многу гледана и во Крива Паланка. Супер. Не знам дали си имал прилика да одиш во Паланка, во Кратово да ги сум имал прилика како не и тоа многу убаво сум поминал и во главно сум одел се работно, значи сум бил и во Кратово и во Крива Паланка, значи со представи, после тоа исто сме седнале со пријатели од таму со кои што сме соработувале во кафанче, многу убаво сме си поминале и тоа сега на последното одење во Крива Паланка бев на Соговски манастир. Нешто прекрасно, значи прекрасно, ретко убаво место. Така што да кажам сега. Окей, супер. Ги поздравувам еве сите
нека ја гледаат емисијава. Серафимовски шоу. Не, Серафимовски шоу, нека уживаат, значи со емисија, нека ни ги гледаат представите во театар тука во Куманово, нека ни ги гледаат приказните и нека уживаат. Ние ќе правиме што е можно се да изгледа убаво за публиката која не гледа да е опуштена и задоволна. Благодарам што беше наш гостин. Уште еднаш, почитувани гледачи, на вас ви посакуваме пријатна вечер. Останете со програмата на КТ телевизија, ви витуваме одлична програма. Се гледаме на репризата во недела, дотогаш бидете живи, здрави и се не бива. А сега ние уште една за крај, на здрави. Здравје.